Нереални најави на власта за илјадници што ќе се вакцинираат во периодот што следи или посакувани сценарија. Ги пресметаали добро здравствените власти своите можности и расположението на граѓаните за вакцинација за да настапат со бројка до 15.000 боцкања дневно. Според лекарите, планираното темпо на здравствените власти за така наречената масовна имунизација е невозможна. Најбитен предуслов за вакцинација се вакцини. Ние немаме вакцини. Сега имаме 200.000 некои, еве пример. Нели пресметувавме пред да разговараме, нели дека ни се потребни негде околу 9-10 месеци со вакво некое темпо константно секој ден да се вакцинираат по околу 6.000 луѓе за да дојдеме до целосна вакцинација, што е нонсенс, нема да се случи. Имунизацијата е задоцната и тоа е повеќе од јасно, велат лекарите. А доказ за тоа е високиот број на смртни случаи како последица од COVID-19. Не касниме, него дебакални се случува. Четврти или пети сме по вчерашните рангирања на светската листа на број на непотребни смртни случаи. Тоа се пресметува врз база на просек на минатите 5 години на смртни случаи и ексесот, вишокот на смртни случаи не рангира на 5-то место во светот. Против тие факти богови можат да молчат, нашиве не молчат, пошто очигледно си повеќе од богови. Ја не очекувам ништо друго освен природата да не спаси. Спорото темпо на вакцинација, меѓу другото, се должи и на закажувањето термини преку матичните лекари. Според доктор Лазаров, матичните лекари можеле да се вклучат во вакцинирањето и тие да боцкаат наместо да закажуваат термини. Гледаме примери каде што место да закажуваат матичните лекари, се обезбедува начин и систем кај што они вакцинираат. Па место да доаѓате 5 пати и 25 пати да се слушаме по телефон, ќе дојдете ќе ве вакцинираме и ќе завршиме со тоа. До сега се вакцинирани околу 31.600 лица, а за вакцинација се пријавиле 218.577 граѓани.